Предлогот за разрешување на обвинителот Коцевски денеска не се разгледуваше во Советот на јавни обвинители. Дел од членовите се одсутни, па седницата се одложува, објасни првиот човек на Советот. Според председателката Душица Димитриевска, здравствени и фамилиарни се причините поради кои тројца членови не се појавиле на своите работни места. Немањето кворум го одложи разгледувањето на предлогот за разрешување на државниот обвинител Коцевски. Одложувањето на седницата доаѓа по неполни 24 часа откако премиерот најави стопирање на постапката за разрешување. Советот досега не добил известување дека процесот се запира, па председателката Димитриевска вели дека законот ги обврзувал да расправаат за разрешувањето на Коцевски. Рокот истекувал на крајот од идната недела. Позитивно, негативно или воопшто да не испратат мислење се опциите пред Советот, но што и да одлучат, предлогот за разрешување владата нема да го испрати до собранието, така ќе запре и постапката, појасни владиниот портпарол. Она на што се однесуваше дека како влада ќе ја прекинеме постапката се однесува на делот што владата потоа по добиеното мислење треба да го испрати таквото мислење до собранието. Во овој контекст сакам да појаснам дека владата и доколку добие мислење од страна на Советот за јавни обвинители, ќе ја запре постапката, односно истото нема да го прати во собранието. А се разбира, Советот за јавни обвинители, согласно роковите кои што ги има, ќе постапува. Премиерот Мицкоски вчера изјави дека брзото расветлување на трагедијата во Кочани ги премислило во намерата за разрешување на Коцевски. Со дадената шанса, очекува обвинителството да преиспите и трагедии од минатото како сообраќајката кај Ласкарци и пожарот во модуларната болница. Зоран Јаневски, Сител телевизија.